Почитуван министре Бесиме, во рамки на конференцијата Година на можности се дискутираше околу даноците и даночните реформи. Според вас, рековте дека веќе е во собраниска процедура даночната реформа, но во однос на прогресивниот данок, дали сметате дека е во ред тоа што се одложи оваа година? И во однос на даночната реформа, пред се да кажам дека тоа се базира на стратегија за даночни реформи, која што уште декември 2020 година владата го усвои, имаше период на јавна расправа, долг период и се направи еден предлог во оваа фаза со кои даноци ќе се оди. Главно беше проширување на даночната база без зголемување на ставки на даночни ставки. При тоа, исто така, паралелно тоа се работи на стратегија за намалување на сивата економија со цел да се прошири даночната база, а воедно и да се направи поголема праведност во даночниот систем. Тоа е во собранска процедура и е дел од пакетот на реформи што беше презентиран и како таков тој треба да го поддржи растот, да даде по равномерна даночно оптоварување, а при тоа да придонесе и кон фискалната консолидација, затоа што ако споредуваме со било кој од земјите во Европска унија, ние сме далеку во однос на тоа колку се даночните приходи како процент од бруто домашниот производ, а од друга страна тоа значат и финансирање на јавните услуги и инфраструктура што исклучително се битни за бизнис климата, но во едно време и за конкурентноста на економијата и животниот стандард на граѓаните. Така и уште едно кратко, значи во однос на сметате дека овие реформи ќе бидат доволни или повторно ќе биде следната година на дневен ред прогресивното даночување, бидејќи се дискутираше и околу тоа? Ние тоа го имавме на дебата, јавна дебата во овој период и според сите консултации во оваа фаза, значи видејќи имаше различни ставови во однос на прогресивното даночување, односно данокот на личен доход, и во оваа фаза со оглед и на економската и кризата со цените и енергетската криза, по дискусиите со деловната заедница се сметаше дека во оваа фаза тоа ќе се укине како законско решение. Дополнително во наредна фаза ќе се отвори како тема не директно само за овој данок, туку се и во однос на зелените даночни политики, така да како што е во Европска унија, но тоа не значи дека ќе биде наредна година. Тоа ќе следи после широка консултација со деловната заедница и чинители на општеството, значи ова година е заокружена, така да тоа ќе биде во некој нареден период, како општа дискусија, па понатаму ќе се оди и со одредени предлог решенија, тоа може да биде во некој иден мандат на некоја идна влада. Оваа влада со овој пакет го заокружува ова како што било предвидено во програма на влада.